Неговите добри навики со добра книга, добра музика, добар театар и сето тоа залиено со чаша добро, квалитетно македонско вино. Така се станува джентлмен. Велат дека успешните луѓе се родени под среќна звезда. Други велат дека не се родени под среќна звезда, но како и да е, јас мислам дека на успехот мора да се работи. Добар ден, драги пријатели. Јас се надевам дека и оваа недела ќе уживате со мене во светот на джентлмените. Со мене денес имам еден многу интересен гостин. Се надевам дека претпоставувате кој е тој. Добар ти ден. Добар ден. Оле. Вистински джентлмен. Мислам дека сега знаете за кого станува збор. Драги пријатели, со мене е Ленин. Здраво, Ленин, и официјално како си? Добро, убаво денес, убав ден. Да. И за мотор. Се да затопли може за мотор, конечно. Да. Морам да признам дека изгледаш како еден од моите омилени ликови од Sons of Anarchy, една серија. Како е чувството, знаеш, кога луѓето те гледаат и така те доживуваат како лик од филм? Па не знам, тоа веројатно они ќе знаат најдобро да кажат. Јас изгледам, се облакам и се трудам да бидам онаков како што јас се чувствувам, да бидам комотен во тоа што го носам и она како што мислам дека ми прилега. Што е тоа што твоето детство те натера да се заљубиш во моторите? Секогаш зборувам дека таа е веројатно со генот, во самото, уште кога ќе се родиш можеби ја имаш, само се чека моментот кога ќе ја почувствуваш и кога ќе можеш да си дозволиш да ја реализираш, бидејќи сепак да можеш да бидеш моторџија, да возиш мотор и да си ги исполниш оние желби внатрешни што ги имаш, не е едноставна работа од причина што нели чини и средства. Да. Значи, јас од мал често пати кога идевме на одмор, знаев да се качам на некој мотор, да се сликам, иако нормално не ни помислував дека некогаш ќе можам да возам толкав мотор со оглед на скромните услови во кои што сум растен. Меѓутоа, ова првото доживување на две тркала ми било на Томос мотор, каде што навистина од внатре сум почувствувал тоа уште дете, значи како совозач, не сум го возел јас, првиот момент кажувам, е некое чувство кое што ќе те обземе, кое што не знаеш да го опишеш и го кажувам дека до ден денеска е неописиво чувство, тоа се повеќе некои внатрешни емоции отколку нешто што можеш да го прераскажеш со зборови. Често пати го објаснувам со моментот на водење љубов кој што, нели, не е опишив со зборови. Така и ова што јас го чувствувам кога моторите се во прашање, уште од раното детство така и после како што созревав, се трудев да првите собрани пари од мојата работа, иначе работам, се трудам од 15 години да соберам пари и да работам нешто сам за себе, што за джепрлак, што се одвојувало да заштедам и за мотор, да конечно купам мотор на кој што ќе му се радувам. Тоа беше мојата прва љубов, Yamaha Virago, 250 кубика, на која што ги почнав авантурите, да кажам, на мотор со малку и подолги патувања. Потоа следеше Honda Valkyrie, нешто многу големо, еден во тоа време од најголемите мотори што беше произведен, 1500 кубика, кој што се уште го имам, бидејќи тоа го сметам како еден мој експонат во кој што не само што имам вложено љубов, него толку сум го дотерал, сум го украсил, може би некаде претерано, како овие што се пумпаат денеска да изгледаат некако. Тоа е така и тој се уште стои, тоа е во возниот парк и ова од 2015 веќе годините некако ме наведоа на она светската легенда да имаш Харли Девисон, 1700 кубика, сериозен, голем мотор, скоро пола тон тежок, со мене уште повеќе. И така да возам кола, меѓутоа секој пат кога можам да не ја возам колата, иначе имам исто голема комфортна кола, меѓутоа секој пат се одлучувам да се качам на мотор токму заради тоа. Тоа не е фобија, него тоа е желба да си на тие две тркала, пошто сосема е различно чувството кога возиш кола и кога возиш мотор.
Јас кажувам, моторот за мене не е само некој го сметат можда како хоби, некој како превозно средство. Моторот за мене е многу повеќе од тоа. Еден начин на живење, едно доживување кое што си го дозволуваш секогаш кога ќе можеш. И затоа сум и посветен на него, затоа и припаѓам на еден голем клуб од светски размери кој што има поголема филозофија кога се во прашање тие моторчиски братства, возење на мотор, хиерархија, дисциплина, кодекси и така натаму. Во километри најдолгата е од Скопје до Порто и назад секако. Значи се на две тркала со една добра екипа го направивме тоа и тоа е негде околу 10.000 километри поминати. Пак ќе кажам, тој дел на Западна Европа е поудобен за патување и во поглед на патиштата и во поглед на условите на сместување, попатни застанувања и така натаму. Меѓутоа ништо по-голема или по-авантуристичка не е од она патување што сум го имал до Москва, иако е, да кажам, со помала километража. Тука ќе го споменам и Севастопол и секако пред некоја година го поминав Аджилакот, што викам јас, америчкиот Route 66, ја изводев Америка, ја поминав на пола низ сите тие држави од западот од крајниот запад до крајниот исток на другата страна, што е исто едно големо авантуристичко доживување и што го препорачувам на секој моторџија за да уствари ја свати до некаде и суштината на возење на мотор, а Америка е интересна во тоа што ќе можеш тамо да ги видиш на пат и да ги доживееш многу култури, многу да кажам и природни, убавени и неубавени, и архитектури, и градби, сето она што секој човек кога пропатува некаде сака да го види. Од Лас Вегас до тие предели кај што не фаќа мобилен телефон, кај што живеат се уште резервати индијански племиња. Знае ли каде е Македонија? Па не, ретко кој да кажеме има слушнато, меѓутоа на тоа патување пак ќе кажам една условно кажано подцивилизирана ерија кај што се сретнавме со едни американци, да кажам, домородци не од оние нели доселеници нормално од Европа, кои што кога не праша од каде, од Македонија и се испонаша како да знаат за што се работи а вие викаме знаете каде е Македонија? Да, вика, ја знаеме од Библијата. Значи они тамо имаат прочитано и веројатно интересот и произлегол од тамо, така да не е да не е позната Македонија. Македонија самото име многу значи, многу кажува, многу често се сретнува во разни и оние кои што се едуцирани, кои што сакаат да знаат дали од верски причини, дали од да кажам историски запознавања, не може да не се сретне зборот Македонија. Колку километри имаш поминато на мотор, знаеш ли? Може би над 200.000 километри. Искрено кажано, значи има возено на два континенти, во Австралија и во Америка, и можам да кажам дека Европа е во 90% згазена под тркала на моите мотори, каде што сум. Значи често беше, сега за жал, еве овие последниве 2 години заради познатава состојба со ковидов, затворени се границите, немаме толкова можност многу да патуваме, да шетаме, меѓутоа се надеваме дека повторно ќе ни се отвора за да може да си го доживуваме она за кое што си мечтаеме. Филозофијата на Ноќни волци, што представува за тебе? Во Ноќни волци, она што може би може да се даде еднакво си равенство со другите MC клубови е обележјата, моторите, кодексот кој што постои на едно братство, меѓутоа за разлика од она општо познато оние моторџиски групи кои што се многу познати, кои што најчесто така и се прикажуваат во јавноста, кај што предуслов на нивното действување е криминалот, особено
насилството, рекетот, дрога, оружје и така натаму, значи ние баш се обидуваме да бидеме опозит на тоа и да му дадеме еден друг општествен карактер на моторџиството, да бидеме по, така да кажам, некако добар пример, ако може така да се каже, бидејќи сите сме ние во принцип коректни, пристојни луѓе кои што се фамилиарни, нормално едно однесување кои што ги ценат и семејните вредности и пријателството и другарството. Така да за да се влезе у тој друг филм, така кажано, треба да се има некои други предиспозиции. Македонија е една од ретките, можам да кажам, држави кај што може да се пофалиме дека немаме моторџиството никакво поврзување на ниедно ниво со криминалот, за разлика од другиве држави кај што веќе се шири тоа, имаат проблеми, а да не кажам дека во некои земји има специјална полиција како оддел која што се занимава со моторџиството како криминал. Ако го земеме џентлменството во поширока смисла на зборот, сега не знам јас како што си го разбирам, значи не подразбирам човек џентлмен по тоа дека треба да носи одело, да има некои специфични манири, да пуши пура и не знам некои такви, да кажам, некои како што можеби вообичаено некој сака да го представи. За мене секој маж сам по себе треба да е џентлмен во културата на своето однесување. Не џентлменството како нежен човек или нежен маж во буквална смисла. Меѓутоа за мене џентлмен е маж или моторџијата, поготово ние тоа што го сакаме и го замислуваме како клуб и какви личности градиме, пред се да се почитува послабиот, а особено да се почитуваат децата и жените. Кога веќе зборуваме за моторџискиот начин на живот, би сакале да ве запознаеме со најголемиот глобален хуманитарен мотохепенинг наречен The Distinguished Gentleman's Ride, кој оваа година го слави своето 10-то издание. Да се биде дел од ова глобално хуманитарно движење е секако чест, но и обврска. Пред 6 години Скопје официјално стана дел од ова движење, кој ги обединува пасионираните заљубеници на класичните мотоцикли и модата во борбата против машките болести. Детали околу глобалниот настан веќе не се потребни на македонската и предсескопската јавност, бидејќи овој настан веќе секој добро го познава, особено кога на улиците на главниот град на 23 мај ќе изгледат околу 100 дотерани моторџии со своите класични блескави машини. Сепак, вреди да се спомене достигнувањето на глобално ниво, кое во изминативе 10 години за борба против ракот на простатата собра повеќе од 27,5 милиони долари, а на секој настан зеде учество над 340.000 учесници во повеќе од 107 држави во светот. Секако, и Македонија, односно скопското издание, има придонес во овие бројки од 2016 година. Поминатогодишното COVID-19 издание, кое налагаше индивидуално возење, под слоганот Ride Solo Together, оваа година организацијата приреди нова нормална изведба. Се разбира следејќи ги добро познатите COVID-19 протоколи. Блескавилото на прекрасните мотоцикли и шармот на дотераните моторџии и оваа година беа фолклор на скопската парада. Овој пат се разбира зад скриени под задолжителни заштитни маски со цел да се одржат добро познатите тематски постулати на овој настан: ширење на свеста кај машката популација и собирање на средства за борба против ракот на простатата и машките самоубиства. И овој пат остануваме посветени на хуманитарната цел, заедно со сиот сјај кој го носи настанот. Новина која оваа година влезе во имплементација е новиот датум на одржување на настанот, кој од вообичаениот септемвриски термин се помести за крајот на мај, односно 23 мај, е денот кога по скопските улици повторно ги видовме префинетите господа во фини костуми на своите изгланцани мотоцикли, обединети околу единствена хумана цел: ширење на свеста кај машката популација и собирање на средства за борба против ракот на простатата и машките самоубиства. Велат дека
статистики некои дека еден од најголемите джентлмени на денешно време е Путин, а Путин ти е тебе другар, можам да кажам, слободно. Одиш ли често, се гледате ли често? Па, имав со Путин, нели, како што и веројатно поголемиот дел од јавноста е веќе запознаен. Значи имавме до сега неколку средби, меѓутоа сега веќе подолго време не, заради тоа што ја некако се концентрирав повеќе на некои обврски тука во Македонија, малку патувањава спласна и заради актуелниве состојби, не дека не се појавува на инвентите на ноќни волци во Русија, да. Меѓутоа, ете, јас во последно време не сум имал можност повторно да поидам и да се сретнеме, меѓутоа секако на некој нареден наш инвент љубителе не поддржува и сака да доаѓа, така да сигурно ќе се видиме. Ете, јас ја имав таа чест од ноќни волци да бидам определен да бидам блиску до него и да имам шанса и да разговараме, да размениме одредени размислувања, меѓутоа се е тоа одма да кажам надвор од политиката, Да. Нема ништо поврзано со тој дел, се работи за онака, како да кажам, едни пријателски комуникации со председателот, кој што добро го кажа, покрај тоа што е джентлмен во политиката, Да. джентлмен е и во животот, бидејќи кои го знаат приватно, ќе знаат дека тоа е човек со големо срце, човек кој што не пати од никакви комплекси, човек со кој што можеш слободно да комуницираш, да разговараш, како ја и ти што си правиме муабет. Значи, далеко на крутост на политичарите, на која што ние сме навикнале овдека, бидејќи овдека човек кој се дограби до политичка позиција, веднаш му се менува и стилот и начинот, тој тогаш може да вештачки станува и джентлмен, вештачки станува и фино облечен да изгледа, меѓутоа и недостапен, пошто кај нас е главно што помалку да може да те комуницираат луѓето, пошто така си фраер, веројатно. Да. За разлика од индијанците, он знае каде е Македонија. Да, секако. Шалам, Па и ја споменува и дури еден што ме сретна, вика, ќе ти кажам нешто, вика, ти што не знаеш за Путин, што има кажано. Вика, заспивам и се будам со Македонија, така кажал тој. Путин? Да, во веројатно во смисол, бидејќи нели големите ликови во историјата и големите војсководци, големите државници ги следи веројатно оној подем што го имала Македонија кога Александар Македонски бил владетел, да кажам, и сега нели многу велат дека тие не знам и воени стратегии, политичко делување се нешто што се учи од тоа и не е непознато, не случајно, нели, се учи од големите великани. Твоето име е Ленин, роденото име е Ленин. Да. Значи нема врска со Путин и со љубовта кон Русија сега, него е тоа нешто поврзано од порано. Да, тоа е желба на татко ми. Татко ми е човек кој што имал некои така, како да кажам, наклоности, бил почитувач на таа Русија, на она што како патриотизам, како луѓе, како народ што го има историски направено. Ленин е дел од таа историја и веројатно понесен и од тогаш, пошто роден сум нели на некоја годишнина од Октомвриската револуција. Тоа не го знае. Така да некако си поврзал и ми го дал тоа име кое што можам да кажам дека ми е доста позитивно е во сегде кај што на пример што сум се појавувал е впечатливо, нели, лесно за паметење и е интересно, побудува некој контакт и можам да кажам дека многу ми е позитивно и
ми помогнало Да. во животот ете како човек. Сигурно било интересна средбата со Путин, здраве сум Ленин. Да. Мислам дека е за Фраканција, претпоставам. Не, значи не, да. Сигурно кога му кажале Да, тоа се протоколи, да, така не е тоа. протоколи, да, не беше случајно запознавање, значи беше тоа веќе организирано на едно протоколарно ниво. Во секој случај, ете, Путин, Ленин како име, како ова воопшто не било некоја, да кажам, дали идеолошка пречка или било како, сепак нели Ленин е сега едно време беше големиот револуционер, па така и впечатокот веројатно кај Путин и во Русија кога ќе кажеш дека се викаш Ленин, сепак има одредени симпатии, иако и таму има нели некои луѓе кои што има да противставено мислење. Кога станува збор за моторите, сакаш ли, преферираш ли брза воžња или преферираш да си уживаш така лезецки што знаеме да кажеме ние? За мене возењето мотор е танцување по асфалтот, водење љубов со моторот и ветрот истовремено, значи уживање. Мене големата брзина не ме возбудува, не ми го прави адреналинот. Мене самото возење и доживувањето на сето тоа што се случува околу мене, вклучувајќи ги патешествијата, значи и моментот кога застануваш, кога треба да одмориш некаде, кога си поготово или кога одиме како група, има разноразни работи кои што се случуваат. Значи многу далеку од онаа брзина, за разлика од други моторџи кои што уживаат во тоа, меѓутоа тие сепак не може да ги видите и на вакви мотори. Тоа се друг тип на мотори и тие се повеќе на брзините кои што најверојатно треба да се повеќе на стазите, а овие се повеќе за крузери, за крстарици, по друмски крстарици, да. Нема рамки. Затоа и кажувам, дури и во ограничувања се и одредени нели законски регулативи кои што мора да се почитуваат во определени држави кои што се врзани со моторот. Еве на пример сега ние пиеме пивце, меѓутоа ова е во рамките на дозволеното, бидејќи една чаша пиво не значи да си пијан, што и не се препорачува. Значи кога се пие не треба да се вози, нели, нормално, да не пратиме погрешна порака на гледачите. Знаеме да си се напиеме, нели, од кога ќе извозиме дента, вечерта кога ќе си седнеме, нормално тогаш е време за поголемо отпуштање. И возењето мотор во одредена смисла е поопасно далеку од возење на кола, меѓутоа сепак треба да му се сметам да се даде дозвола на оној што го управува моторот, баш заради тие специфики, да има слободна и неизбор на оно што ќе го стави или нема да го стави на себе. Кога сме во група парадно возење или така, тогаш еве да ги оставиме, например, да не се носат кацигите, меѓутоа по закон кај нас е задолжително носење на кацига и тоа е тоа што мора да се почитува. Кај нас ти даваат право да не носиш кацига, но тоа ќе се платиш. Дали колку што е казна? Да, казна ќе платиш, меѓутоа пак ќе кажав, кај нас е многу и опасно да се вози мотор, можам да кажам. И тука, еве, јас често пати, ако можам да кажам, во смисол да бидам джентлмен на мотор, често пати кога ќе приметам дека некој недоволно ги познава правилата или ќе прекрши правило со сообраќајот, да му дадам предност иако го нема. Прво заради тоа што сакам да се заштитам себе си, а второ заради тоа што сакам да му покажам дека ти ја загрозува безбедноста едноставно, меѓутоа со тоа едно превентивно однесување, мислам дека му давам до знаење да не му се повтори истата грешка понатаму. Ленин, јас ти посакувам уште многу танцувања по асфалтот, ти посакувам да уживаш, да продолжиш да бидеш джентлмен во тоа што го правиш и се надевам дека на следна средба со Путин ќе го поздравиш од мене многу. Апсолутно, поздрав и од тебе на здравје, да се гледаме за убави работи. Само за убави работи. Моторите и мажите, да, но сега
Јас ќе ви представам една совршена дама, која што не само што е совршена дама, туку е и PR на овие момци, жестоки момци. Како што читањето книги, слушањето музика, истражувањето, учењето се едни од добрите навики, така е добра навика и да патувате, да истражувате. Ако може тоа да го правите со мотор, јас би го препорачал. Бидејќи запознавањето на други народи, други култури, шетањето по државите и сите тие убавини што може да се сретнат тамо се неповторливи во надградувањето на себе си како личност. Затоа негувајте го и тоа како добра навика. Живот на две тркала, а не живот во кафес. Тоа љубат да го кажат моторџиите. Кога си моторџија, дефинитивно живееш еден опасен живот и се дружиш со убави дами. Јас денес не сум во својство на моторџија, но сум со една исклучително прекрасна дама. И PR на ноќните волци, Татјана Алексич. Добре дојде. Добро ве најдов, а вела дека вистината е во виното, значи ќе зборам само вистина и ништо освен вистина. Така е. Добре ми дојде. Добро ве најдов, живели. Како е да се биде толку убава дама во друштво на толку опасни момци и при тоа PR на истите? Заштитнички. Тоа е една приказна која така баш со радост се сеќавам, која трае веќе 10 години. И ја исто бев како Алиса во земјата на чудата, кога прв пат ги видов и се запознав со нив, ми беа впрочем гости во емисија, така почна комуникацијата. И едноставно кога ќе се навикнеш на нечија различност, ја почитуваш таа различност, е императив, ти станува нешто што е интересно. Доволно за да се вклучиш со нив. Меѓутоа, она што е интересно и врска со вашата емисија, е тоа што се големи джентлмени и ништо подобро те чуваат. Дури некогаш знаев на шега да кажам, не сме никој да ми приде од вас. Кога ќе излеземе некаде по инвентите, околу мене може да бидат само моите деца, сопругот, другарките и никој друг. Значи чувана. Има джентлмени помеѓу моторџиите, поготово во ноќните волци. Се сложуваш? Секако, ние сме наклонети кон тие предрасуди и стереотипи, секогаш ги доживуваме моторџиите како ние од филмот Mad Max, или страшно онака со бради, со тетоважи и се оно што е невообичаено. Меѓутоа напротив, тие се исклучителни и како луѓе, и како семени луѓе, и джентлмени, и воспитани, и културни, некој знаат нели да излезе од нив она што е нели исконското, дивото, но обично се задоволуваат со танцување по асфалтот, она што многу често Лени сака да го каже, тоа е негова реченица, танцување по асфалтот, и тогаш ќе им помине таа потреба за адреналин, за вишок адреналин. А сметате ли дека помеѓу тие млади генерации тоа се луѓе кои што се сега подковани да тргнат понатаму во светот на возрастните, да речам, сметате ли дека има потенцијални джентлмени? Джентлменството е првиот термин кој датира уште од 19 век во Англија и еден комплексен поим. Значи ние джентлменството го поврзуваме со некоја воспитаност и можеби ќе обвинат за сексизам, зашто нема и жени кои се джентлменки, нели? А меѓутоа еден одговорен збор кој ќе кажеме за некој дека е джентлмен подразбира и лојалност, и храброст, и одговорност, пред се одговорност. Не само културни навики, оние бонто навики да пуштиш некого прво кафеан или да му приближиш столче или да го гледаш во очи кога зборуваш, што се културни навики. Меѓутоа, джентлменството бара буквално исто како и емоционалната интелигенција, цел живот да се учи, да се воспитува. Така што и ние, како родители, како педагози, влијаеме врз децата да бидат джентлмени. Колку пати на момчињата им кажам, чеке девече, да е приоритет. Значи, тоа е оно што и моите синови дома ги учам, целиот живот се учи. И јас сметам дека постојат и во Македонија, оно што терминолошки сметам дека не постои во Македонија, се користи, тоа е сноб. Еве, имам право да го кажам тоа веќе, кога зборуваме за тие термини, кој им кажа за некој дека е сноб, ја малку се лутам, објаснувам, не може снобизам во една работничка, занечиска земја и ако веќе некого го етикетираме како сноб, и тоа е одговорност. Снобовите исто, нели на францускиот двор, ги имале буквално сите атрибути на луѓе од дворот, освен што немале сина крв. А тоа значи дека знаеле да ги танцуваат сите можни игри, да знаат да свијат нели на инструменти, да знаат повеќе јазици, да се служат со есек. Значи тоа се тие префинети манири кои бараат голема одговорност и да се служиш со нив секогаш и секаде, и кога ти е најтешко.
тогаш излегува на виделе на джентлменството. Лесно е варно да си јарен, не си джентлмен ако имаш кеш или не знам. Ајде биди джентлмен кога е тешко, на мака се познава и джентлменот и добрината на човекот. Велат дека джентлменството пред се излегува од дома, од домашното воспитување, но и од школото, нели, од нашите наставници. Јас сметам дека овие генерации што излегуваат под вашето менторство сигурно ќе бидат джентлмени затоа што има од кого и да научат. Следно што би сакал да ве прашаме, гледаме дека се повеќе, за жал, млади парови се склони кон развод и разрушување на бракот. Зашто сметате дека тоа е така? Па единствено правдана причина за развод е брак. Немаш се разведеш ако не си во брак. Да. Значи, дека постои институција брак и постои разводот. Во минатото во историјата многу луѓе биле жртви на немок да се разведат. Да не ја спомнам Ана Каренина која нели се фрли под воз во очиот во немок да црквата и да ја развод. Добро е што апсолутно сега и црквата дозволи, мислам, 3 пати, до 3 пати, зашто многу често се случува да не најдат компромис луѓето. Меѓутоа, она што забележуваме и ние сите возрастните, дека трпението, трпеливоста, толерантноста, праг на толеранција што некако попушта. И младиве како да стануваат разгалени ако малку нешто им се случи, а да не име покеј, веднаш идам ке мама или ке тато, и таа може би независност на жената. Ако жената е економски независна, тогаш не треба никого да трпи. Меѓутоа, бракот е света институција. Ако мене лично ме прашувате, јас сметам дека бракот е институција која што треба да се негува и да се усовршува. Значи, се повеќе да работиме на тоа да го задржиме бракот и покрај сите тешкоти, тешка институција, судски процес. Да. Пекони маки, Данте Алигиери, да не почнам со литература, меѓутоа и благотворна, зашто особено ако плодната институција се деца, па тие деца се згрежени во една добра брачна заедница, се е тоа во ред. Разводот сам по себе е травма за децата. Во последно време нема клас, нема одделение каде што немаме деца од разведени родители, нешто што беше, да речеме, еден ученик, јас кога бев гимназијалка во Орце Николов, едно дете на разведени родители, што значи процентално се повеќе се зголемува бројот на разводи. Дури стравам понекогаш да не исчезне и бракот како институција или да не пермутира во нешто друго, нека заедница. И јас сум за бракот без оглед колку е тежок. Еве, ако веќе зборам за себе, ја живеам во заедница, изгледам нормално, полунормално. Да. За некој што живее 35 години во заедница, можно е. Значи се е можно ако нели си толерантен и ако ја немаш таа, како да кажам, освен ако не зборувам за бракови каде што има агресија или каде што алкохолот е причина, многу често алкохолот е причина за несреќата на луѓето. Преска зборувавме за среќата, па ми отиде мислата сега, како и причина за развод на многу добро истражување на Харвард, 40-тите години од минатиот век, труд на Джордж Велмайн, значи негов труд, испитаници од студентски години па се до крајот на животот, машки. Ево тоа е за ваш машки магазин или да добра информација, што е среќата кај мажите. Една од причините за среќа кај мажите, значи испитаници биле само мажи. Од аспект нели психолошки, физички, културни навики, без оглед на религиозна припадност, национална припадност, значи ништо само мажи били испитаници. И на крај заеднички именител на сите дека среќата е во срцето на човекот, особено кога оние кои имале здраво детство. Оние први 7 до 10 години кога се формира карактерот на децата, кои живееле покрај одговорна мајка и одговорен татко, родители кои му дале на тоа дете љубов. И среќата во малите нешта, најмногу служи во бракот, ова исто податок од книгата, после 65 година. Така да кој ќе преживе, ќе раскажува, веројатно кога ќе се смират страстите или ќе си бараш другарче за старите години, тогаш браковите се најуспешни. И мажите кои припаѓаат партиски веќе поделени, Американ или конзервативци и либералци, многу поуспешен е бракот на либералните затоа што кај нив сексот трае долго. Трае и после 6-та, 7-та и 8-та деценија, а конзервативците завршуваат некаде околу 65 година. Ова е статистика која сум ја запаметила, инаку статистиката е како бикини, го крие она што не треба и не може секогаш се подпираме на таа статистика. За крај би сакал да ве прашам, што е она што прво го заприметувате на мажот? Да не се лажеме убавината. Јас често пат велам, мене убавината ме пленува на прв поглед. Значи сакам убавина. А потоа оди се она друго, шармот, харизмата, може некој комплетноста, се. Инаку
тоа знам, пак ќе кажам со децата, кога ќе ми кажат, мене ме привлекува професор ке некој кој е паметен. Како знаеш дали е паметен кога ќе виш во дискотека? Така Тој е. привлекува затоа што е згоден Да. или згодна. А потоа оди се понатаму. Меѓутоа на таа убавина треба да е духовна убавина. Таа е многу важна, да останува. Така е. Да останува. А секој убавина е вулгарна, рекол Теофил Готие. Е, И е многу точно. Ти благодарам Да, што ми беше Исто гостинка и и што мене драго ми еве е. имавме можност да помоветиме пред камерите јавно за вакви работи кои што мислам дека се уште табу кај нас. така е. Ви благодарам и вас и на довербата, малку нели на мача мисија да влезе и женски елемент. Видете, джентлмени, имајте отворен ум, сакајте го животот и животот ќе ве сака вас. Се гледаме наредна среда.